Почитувани, во Република Македонија полесно е да се дојде до лиценца за одгледување на канабис, отколку до лиценца за такси возила. Социјалдемократскиот сојуз на дневна основа дели лиценци на луѓе кои што се блиски до нивната партија, функционери или фирми кои донирале за партијата. Денес во собранието требаше да се одржи Комисијата за здравство, на која што требаше да се разгледува предлог законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции и беше најавено присуство на министерот Венко Филипче, но по не знам кој пат Филипче избега од дебатата со оглед на скандалите што се обелоденуваат секој ден за делењето на лиценци за одгледување на канабис и истата повторно се одложи. Веќе е кристално јасно дека ниту Венко Филипче, ниту Зоран Заев ги интересира здравието на граѓаните, туку единствено ги интересираат бизнис делките со фирми, донатори во Социјалдемократскиот сојуз и со функционери и членови на партијата. Досега во јавноста беа обелоденети повеќе случаи за незаконско делење на лиценци за одгледување на канабис на луѓе и фирми блиски до Социјалдемократскиот сојуз. Ако од мај 2016 до мај 2018 беа издадени само 5 лиценци за одгледување канабис и 2 за екстракција, во 2019 владата издала 31 лиценца, а околу 20 фирми се во постапка и чекаат одлука од владата за да ја добијат. Исто така, за само 2 дена во месец декември, на неколку дена пред оставката на Заев, се доделени 10 нови лиценци за производство на марихуана. Лиценци добија донаторска фирма во Социјалдемократскиот сојуз од Куманово, фирма на син на поранешен пратеник од Социјалдемократскиот сојуз, фирми на фамилијата Заеви, лиценца доби и момчето на ќерката на Зоран Заев, а како последен случај кој што одекна во јавноста е добиената лиценца за канабис, која што ја доби синот на осудениот градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз за шверц на цигари, Боро Стојчев. За ова одговорност мора да има. Зоран Заев, очаен пред падот на својата власт, доделува лиценци на кого стигне, а министерот Венко Филипче константно бега од соочување на Комисијата за здравство. Апелираме до Венко Филипче и до Социјалдемократскиот сојуз конечно да ја закажат Комисијата и да одговорат на сите овие скандали за злоупотребата и незаконското делење на лиценци за канабис, бидејќи целата македонска јавност веќе знае дека законот што го предлагаат е исклучиво за партиски бизнис интереси на Социјалдемократскиот сојуз.